Да се изгледа добра театарска представа е едно неверојатно убаво искуство. Без разлика на возраста што ја имаме. На крајот од представата може да има повеќе или помалку нешта кои ни го привлекле вниманието. Актерите, сценографијата, осветлувањето, музиката, приказната, пораката што ја испрека представата. А сепак ниеден од овие елементи не може да се оствари без една клучна личност, режисерот. А што прави тој? Тој треба да се соочи со мноштво предизвици со една човечност и солидни познавања кои опфаќаат полиња како глума, карактеризација, сценарио, градење сцена и осветлување. Како најодговорен за едно дело, театарскиот режисер има двојна улога. Мора да биде визионер и режисер. Еден таков режисер е вечерва со нас, Cabir Doko. Bu akşam bizimle Üsküp'teki Türk tiyatrosunun mükemmel yönetmelerinden biri Cabir Doko. Programımıza hoş geldin Cabir. Добре дојде во Трафика. Добро ве најдов, hoş bulduk. Кажи ми, роден си во Охрид, заврши мултимедијална режија со специализација во театарската режија во класата на професор Дејан Пројковски, така? Да. И филмска режија во класата на Сашо Павловски. Да. Заврши на ЕСРА, предпоставувам. Да. Кажи ми прво за студиите и за зошто режија, па потоа ќе се вратиме малку на нас. Уште како мал, можем да кажем уште како дете, имав афинитет кон уметноста. Не знам, тоа се роди некако на некој начин со првиот посериозен контакт со литературата. Се сеќавам дека во моето основно училиште Братство и единство во Охрид имаше една прекрасна библиотека, една мала просторија, но за мене една магична соба. Барем денес таа соба, тој простор, мирисот на тие стари книги ме потсеќа на една волшебна магична соба. Таму имав можност на уште многу мала возраст да се запознам со гениални автори од типот на Дикенс, Джек Лондон, Хемингвеј и слично, што можеби за таа возраст е чудно. Но тоа ми отвори еден нов видик, нов начин на размислување и при тоа со тек на време и во основно и во средно училиште имав афинитет и кон пишување, и кон драмска секција и се што е убаво. Што значи детство во Охрид? Сигурно е преубаво да се живее како дете или напротив е како помал град потежок животот? Иако имате преубаво езеро и се? Охрид е прекрасно место, мислам дека е привилегија да се биде охриѓанец. Но дури мислам дека луѓето кои доаѓаат поретко во Охрид и однадвор ја наблюдуваат таа убавина, веројатно и повеќе уживаат, бидејќи кога сте натре во самиот град, можеби не сте секогаш свесни дека живеете во едно такво магично, волшебно место во Македонија. Дефинитивно. Кажи ми, зад себе имаш многу театарски проекти. Имаш Јас се ве пронедов Бели ноќи по Достоевски, 12-тата ноќ на Шекспир, Зад затворени врати на Сартер, Рапунзел во браќата Грим и некои детски представи. Низ каков процес минуваш за да одбереш едно дело или текст кое што би сакал да го поставиш на сцената? Пред се, професијата режија во најголема мера представува носење на одлуки. Една од тие одлуки е да се најде добар текст, односно текст кој може да го фати духот на времето, може да се реализира на еден креативен начин и може да се случува сега и тука. Се разбира дека кога читате многу автори, многу текстови, веќе со тек на време си имате и свој афинитет, свој начин на размислување и секогаш се раководите по тоа
дали тој текст со тој концепт може да биде актуелен во овој момент и сега. Првата одлука е нели да се бира текст, а потоа да се најде авторскиот тим, односно да се носи одлука кој ќе биде сценограф, кој ќе биде композитор, костимограф, па потоа следува и шминка и слични некои такви детали. И се разбира, следна фаза е една од поважните улоги, да се одлучи за кастингот, поделата и да почнеме веќе полека да сонуваме како ќе тече тој процес. На некој начин режисерот, јас како професија ја гледам слична на професијата на еден капетан на еден брод. Вие тргнувате од вашето пристаниште со бродот, на почеток се е лежерно, лесно изгледа, но со тек на време како патувате низ морето, низ океанот, се разбира дека имате премногу предизвици, дали натрешни, дали надворешни фактори. Треба да се изменаџира тој процес и на крај сите заедно со целиот брод, со сиот тој товар кој го носиме, да стигнеме до крајната безбедно точка. во пристаништето. Да. И потоа кога ќе стигнеме веќе во пристаништето, односно ќе заврши театарскиот процес, таа представа веќе станува на публиката и на актерите. Режисерот тука се повлекува и веќе само дел еден од гледачите, дел од публиката, понатака веќе представата живее во рацете на актерите. Не си зад сцената на додека се представите, не? Обично јас сум или позади сцена или заедно со светло и тон и веројатно имам повеќе возбуда од самите актери. За да излезе се како што треба. Да, нели? дефинитивно. Кажи ми, кога споменав прегеска дека треба да си визионер, треба да, нели, покрај ова што велиш да бидеш капетан на бродот и да ги донесеш сите до безбедно да ги донесеш до пристаништето. Која ти е главната визија? Например, што е она што сакаш да постигне? Секоја представа е различна, нормално не можеме да генерализираме, ама имаш некаква визија како да се направи делото и што ќе биде она што актерите ќе го пренесат на публиката, нели? Да, секој еден нов процес е нов почеток, нова надеж дека нешто ќе направиме со што ќе може за миг барем да го смени светот, да внесе убавина, можеби да внесе филозофија, можеби да влијаеме на нечiji живот во позитивна смисла. И секој почеток имаме секогаш огромни идеи, една широка визија, но сепак постојат и одредени реални пречки. Бидејќи во нашата земја обично секогаш буџетите се многу пониски од тоа што ние очекуваме, проектираме и слично, и секогаш мора да се направат компромиси. Секогаш мораме да бараме креативни решенија како со тој помал буџет да стигнеме со една интересна идеја да се заврши процесот каде што сите ќе бидат задоволни. И режисерот, и актерската екипа, и авторскиот тим, и публиката. И тоа веројатно не е лесна работа, но со тек на време мора да се адаптираме. Спомена дека една од работите ти е кастингот, односно пронаоѓањето нели на актерите. Го бираш сам својот актерски тим, најубаво ти е така, нели да? Да, обично секој режисер мислам дека кога треба да работи со еден ансамбл, претходно ги гледа представите на репертоар, горе-долу се труди да најде, да ги чита сензитивитетите на актерите, кој каква улога може да носи, понекогаш дури нели и возраста, физичкиот изглед може да даде клуч на режисерот за таков еден избор. И јас сум секогаш отворен на сугестии, дали од раководството на театарската куќа, дали колеги и слично. Сакам да чуем и друга верзија и визија, дали може да се најдеме на некоја заедничка точка и слично. Да, затоа што претпоставам ги гледаш и веќе знаеш ова ми е таа улога, овој ми е таа улога. Веќе почнувате во вашиот мозок да создавате слики како би изгледало тоа на сцена. Така. Успеваш ли, претпоставам дека да, инаку не би имале успешни представи, да им ја пренесеш и на актерите својата визија за тоа што треба да биде представата и како да биде изнесена на сцена? Веројатно тоа е и најтешкиот дел од задачата на еден режисер, како да ги убеди сите во својата идеја.
И затоа јас обично уживам во театарските процеси. Најдобриот дел од спремањето на една представа е токму тој креативен процес каде што често пати режисерот мора да ги убедува и актерите, и авторскиот тим И ориентираш, нели? Тоа е вистинскиот пат како да стигнеме до вистинското решение. И секако режисерот мислам дека треба да има одредена доза на флексибилност, секогаш да биде отворен на соработка. Тоа ми е следно прашање, дали да си може отворен да- за сугестии? Да биде отворен за соработка, бидејќи мислам дека кога ја осеќате таа синергија во екипата, дека сите сакаат да придонесат, односно веќе сите органски ја живеат представата, процесот, многу полесно ви е да прифаќате сугестии, затоа што знаете дека и актерот и другиот колега од авторскиот тим има добра намера, само сака да помогне представата да биде успешна. Кажи ми, кој автор, еве сега да споменав нели автори што со чии текстови си работел, дали имаш некој автор или дело, не мора да е автор конкретно, него е едно дело од некој автор што би сакал да ги поставиш на сцена, што се уште не си ги Па би работел? сакал во блиска иднина, се надевам можеби уште следна година да поставам една адаптација на Кавка, процесот, што мислам дека е доста интересен текст за адаптација за на сцена и тоа би бил интересен предизвик за мене. Ги бираш текстовите, прегеска спомена филозофија, дека сакаш да се пренесе нели еден свет, еден твој, едно твое видување филозофско. Кои ти се твоите насоки, да кажам, кон кои одиш? Секако имаш некаков нели афинитет кон одредени теми или кон одредени автори? Сите ние режисерите, па сите мислам дека и уметници веројатно во текот на своето образование, животен тек, кариера се инспирираат од одредени личности. Тоа дали се други режисери, дали други автори, дали филозофи, се разбира дека ни значат многу. Јас во таа смисла можам да кажам дека мене најмногу ме фасцинирале од филозофска гледна точка екзистенцијалистите, затоа што во моите проекти обично секогаш слободата е една од најважните теми и мислам дека тоа е и суштината на човекот да биде слободен и слободата представува највитален дел од нашиот живот. Па затоа веројатно и често бирам такви автори кои имаат такви некои, можеби за некого тоа се мрачни теми, но мислам дека се вечни теми во уметноста, теми кои секогаш ќе бидат актуелни. Па да, и тоа е целта на уметноста, нели, да ги отвориме видиците на луѓето, да ги научиме на нешто што е подобро или да го тргнеме она што низ минатото се провлекувало како лоша Апсолутно. дамка, нели? Само со уметноста можеме да размислуваме надвор од рамката, да излеземе од таа мрачна црна кутија која ни прави само товар. Колку успеваме тука кај нас? Веројатно не секогаш, но се додека се трудиме, се додека имаме нова можност со нова представа, нова музика, нов филм, нова книга, мислам дека додека не се откажуваме од таа битка, има надеж. Имаш некаква, да, тоа е, треба да има, да не се губи надеж и да успеваме, да бидеме истрајни во борбата. Имаш ли некаква идеја, не знам, може ли некако да се направи повеќе луѓето да се привлечат кон театарот, да се привлечат кон едни вакви представи кои што ќе им отворат едни други видици? Да ги модернизираме, да ги нели еманципираме на некој начин во некои погледи. Мислам дека тоа е еден комплексен процес и тука треба да бидат активирани повеќе институции. Пред се, мислам дека и во образовните институции, по пример на други земји, многу лесно може да се воведат одредени насоки и предмети кои ќе даваат барем едни генерални информации за кинематографија, за театар, за музика, историја на уметност и слично, бидејќи тие навики обично ги наследуваме во најмалите возрасти.
се разбира дека во Македонија во многу градови за жал не постои киносала, нема театар. Децата немаат можност во раните возрасти да имаат контакт со таа магија. Бидејќи мислам дека за секое дете е магија кога ќе гледа една театарска представа, ќе гледа еден добар филм за своја возраст и слично. Од друга страна, мислам дека и како општество треба повеќе да ги вреднуваме овие насоки. Уметноста, културата, културните работници, луѓето кои навистина посветуваат цел еден живот, цела една кариера за да придонесат нешто позитивно кон општеството. Веројатно последните години респектот кон културните работници се повеќе и повеќе опаѓа. Во јавноста се помалку се говори за нив, некако се сведува на естрада. Да, и мислам дека баш вашата емисија може да биде добра инспирација и за другите повеќе да се занимаваат со овие теми. И мислам дека имаме уште еден предизвик со добата во која живееме, веќе се станува дигитално, дигитализацијата мислам дека веќе почнува да го би рекол и да го уништува и класичниот филм. Киносалите се попразни, луѓето едноставно бираат филмовите да си ги гледаат дома, бидејќи се е достапно и во вакви услови се потешко станува да ги убедите луѓето да станат, да се дотераат и да дојдат во театар, каде што ќе се соочат со една друга магија, бидејќи за разлика од другите уметности, јас би рекол дека театарот има една таква романтична димензија, бидејќи секој уметник кога создава едно дело, тоа дали е книга, ликовно дело, музика и слично, на некој начин претендира да биде вечен, со тоа дело да живее вечно. Само во театарот ние правиме представи, знаејќи дека таа представа еден ден нема веќе да постои. Ќе постои само во сеќавањата, само на фотографии, на видеоснимки. И затоа една театарска представа многу е слична со човекот, со човечкиот живот. И човекот низ многу макотрпен процес ги поминува детските денови, станува возрастен, се соочува со многу предизвици, позитивни, негативни моменти и на крајот згаснува. И останува жив само во сеќавањата на неговите блиски и само на фотографии. И затоа мислам дека представата и театарот како начин на изразување е најблизок до затоа што нели го гледаме во живо, гледаме, нема тука место за врати назад да преснимиме и слично, туку се оди сега и тука. Кажи ми, сигурно правиш прилагодувања. Сега ти имаш некаква визија, замисла за твојата представа, работите со актерите, работите со целиот свој тим, но во моменти имате финансиски скратувања. Како се снаогаш со сите тие моменти кога мораш да ги адаптираш и ги прекинуваш некои од процесите за да може да се избалансира сето тоа? Се разбира дека кога ќе дознаете дека немате доволен буџет за тоа што сте проектирале, како автор на проектот чувствувате една разочараност. Но режисерот не смее да падне во никој случај, бидејќи како автор на проектот и тој што треба да ги убедува другите да веруваат во таа идеја, мора да се адаптира. И секогаш бараме алтернативни решенија, како може тоа да се изведе на поевтин начин, како може со импровизација да стигнеме можеби понекогаш и до покреативно решение, бидејќи оскудноста понекогаш ја активира вашата креативност и почнувате на поинаков начин да размислувате и да ги гледате работите. И секогаш на крајот авторската екипа доколку е задоволна со крајниот резултат, тогаш се забораваат тие немили моменти и сите сме среќни на крајот. Например, имате моменти каде што имате непредвидени ситуации на самата представа, нели? Не само при подготовката и пробите, туку и на самата... Тогаш останува се на вештината на глумците, на актерите да се справат со такви ситуации или како? Или улетувате вие како режисери или светло тон мајстори?
Тоа да се наблюдува од страна е стресно за еден режисер, особено доколку станува збор за премиера. Цело време сте на штрек да не се случи нешто непланирано, а секогаш може да се случи, бидејќи сме живи луѓе, потоа понекогаш представите се базирани и на техника, понекогаш имате мултимедијални представи каде што постои премногу техника на сцена. И може да затаи нешто. Се може да се случи, може да изгоре светло, да немате електрична струја во моментот додека трае представата, и тоа им се случило на некои колеги, слушаме такви анекдоти. И тука умешноста е веќе кај актерите. И верувам дека актерите секогаш, колку и да се внесени во ликот, се свесни за случувањата околу нив и знаат како да го изменаџираат тоа, па дури понекогаш да помине и без да се забележи од обичната публика. Проблем, да. Ние меѓу себе на крај после ќе разговараме како било, што било, но од страна тоа не се забележува и се завршува како што треба. И со текот на времето дел од тренингот на актерите е и да се изменаџира тоа на сцена. Дали имаш желба да работиш во некој театар друг, нели како гостин, режисер гостин, може да и во земјава, и во странство, имаш ли некоја сцена што те привлекува да театар или актерска екипа? Секако би било добро искуство да се работи со актери од можеби друга култура, друг менталитет, каде што на некој начин ќе има заемна комуникација во текот на процесот и јас ќе научам нешто ново, можеби и тие ќе откријат нешто ново, бидејќи секој процес е нов почеток, нов предизвик. И различен секогаш, нели? Паралелно со театарска работа имаш искуство и во областа на филм, иако не толку многу, имаш снимано краткометражни филмови во студентските денови. Да. Карактеристично ти е поетика на минимализам и интуитивна нарација. Тоа прочитав од твојата биографија. Прашањето ми е дали те привлекува работа на филми, дали се гледаш еден ден како филмски режисер или би останал само сценски режисер во театар? Кинематографијата ми представува посебна љубов. Морам да кажам дека сум синефил, филмофил. Но да се работи на филм е многу постресно од театар, бидејќи работите со многу поголеми екипи, со многу поголеми буџети. Често пати снимањето зависи од надворешни фактори, како време и слично. И тоа е стресно за еден режисер, предпоставувам. Секако во иднина би сакал, барем ако ништо друго, да реализирам дел од моите краткометражни сценарија кои ги имам напишано, во кои верувам дека се интересни и привлечни за реализација. Исто така се обидувам на некој начин и филмот да го интегрирам во некои од моите представи, бидејќи веќе и представите се адаптираат на времето и стануваат се по-мултимедијални, иако ние како театарски згради, услови, се уште работиме со оскудни услови. Сепак често се трудам да внесам барем малку филми во моите представи. Кога ќе биде готова зградата на новиот турски театар, кој што изгледа совршено и е навистина жално што толку долго се прави, бидејќи ќе имате навистина преубав театар. Да, новата зграда веќе се гради повеќе од една деценија. Јас бев студент кога се почна со тој проект, неколку пати мислам дека и е сменет. Сега знам дека е стигната до трета фаза и заглавена е на таа фаза. Не знаеме колку фази се вкупни. Се надевам дека наскоро ќе се заврши со изградбата на таа зграда, бидејќи и ние како ансамбл заслужуваме да имаме апсолутно заслужувате, да, добри услови за работа, исто така и публиката заслужува да дојде во една модерна, современа зграда, каде што гледањето представа ќе значи уживање, а не да биде ладно или топло, или да нема услови. И за нив и за вас како екипа, нели, да работите на сцена и дефинитивно и во сали што се пријатни за работа. Заслужувате премногу затоа што јас уште како студент на турски јазик посетував, одевме на театар Неносе, а во турскиот театар тогаш што беше на театар на народностите.
И имаме навистина извонредни глумци и режисери, така што И станува збор за еден театарски ансамбл, една институција која веќе постои 75 години. Точно. Оваа година ни е јубилеј на 75 годишнина. И се надевам дека што поскоро биде ќе успееме да ја имаме новата зграда, каде што ќе работиме со повеќе мотивација, ќе имаме многу подобри услови и за креативно изразување. да, и ке можете да се проширите, нели, и ансамбл и се. Gündüşleri, твојата љубов кон пишаниот збор, нели, кажуваш да нормално како режисер треба премногу да читаш, да истражуваш, да учиш нови работи. Објави книга пред неколку години, се вика Gündüşleri, на македонски би било дневни сонување. Дневни сонувања, нешто како daydreaming. Daydreaming, така ќе биде. Да. Сонување најаве би Да. било така. Gündüşleri. Буквално така би. Вели станува збор за раскази кои како заедничка тема го обработуваат мотивот на смртта и нивната нарација и драматургија наликуваат на соништа со умерена доза на магичен реализам, дистопија и апсурд. Сакам да ми раскажеш малку повеќе за книгата и што те инспирира да ја напишеш. Како што разговаравме, нели, спомнав дека пишаниот збор, книгата секогаш ме воодушевувала како уметност, како начин на изразување и мислам дека колку и да се силни другите облици на уметност, сепак пишаниот збор, литературата, поезијата се најмојкните алатки за изразување на чувствата, бидејќи ние и кога сакаме да опишеме едно чувство или чувство што предизвикува една представа или филм, се служиме со зборови. Нема друг начин како би можело тоа да се изведе. И уште од раните години се занимавам со пишување. Понекогаш сум бил самокритичен, не сум бил можеби самоуверен до крај дали тие мои условно кажано дела значат нешто за објавување или не. Пред да ги објавам расказите, се консултирав со одредени професионалци на таа област, критичари, книжевници, ги разгледа расказите и добив многу позитивни критики. И една од најпозитивните критики можеби беше тоа што повеќето ми кажаа дека да не те познававме, веројатно немаше да знаеме дека некој од Македонија се занимава со вакви теми и со ваква нарација. И мислам дека тоа е еден одличен комплимент за мене, бидејќи тоа ми беше и целта. И поттик да продолжиш да пишуваш. Да, веројатно да. Бидејќи сметам дека како општество сме премногу оптоварени со себе, премногу се занимаваме со локални теми. Можеби и тоа е понекогаш важно и треба да се прави. Можеби некои се пронаоѓаат токму во таа област, но јас уметноста ја гледам понекогаш и пошироко и затоа мислам дека кога се занимавате со универзални теми, со универзални пораки, со ликови кои можат да бидат реални и во Франција, и во Африка, и во Австралија, и во Македонија, тогаш мислам дека сте постигнале нешто повеќе. Расказите, како што кажавте, се занимаваат со темата смрт. Сега можеби тоа повторно ќе звучи звучи црно, ама може да не е. Но воопшто и не се такви мрачни раскази, јас би рекол, бидејќи смртта не би требало да значи нешто негативно или дефинитивен крај или почеток на еден друг живот. Секако. Но добро е кога човекот живее со таа мисла дека е минлив. Бидејќи во животот после само две вистини, тоа што се раѓаме и дека умираме. И затоа одсекогаш смртта била интересна тема и за литература, и за филм, и за театар. И ќе продолжи да инспирира. Што ти е како тема, ете смртта велиш, што друго ти е како тема привлечно, нешто што те
ти прави нели една возбуда за да кажеш ова сакам да го поставам на сцена. Потоа ќе дојдеме и до Ичин Декилјар, ама сакам прво за ова да ми кажеш. Веќе спомнавме дека исто слободата е за мене една инспиративна тема и нешто што ни треба како воздух. Без слобода мислам дека и нема смисла човекот да биде жив. Апсолутно, да. И затоа уште од најраните дела на човечкото битие, слободата е една од главните теми. А во денешно време, кога веќе живееме во еден чуден свет кој многу брзо се менува, конзумеризмот, капитализмот си го прават своето, се е многу динамично и брзо, на некој начин живееме еден фастфуд живот, уште повеќе е значајна слободата. Затоа ме интересира и слободата како тема, исто така и актуелните случувања. Тука секако, како што спомнав, и конзумеризмот и наметнатите вредности на модерното живење се интересни теми за размислување и за поставување, дали во филм, дали во театар и слично. Споменав Ичин Декилјар, ама предходно, освен тоа што ја напиша Гюндюш Лери, се занимаваше со препев на турска поезија. Морам да ги споменам. Јас уште пред да се сретнеме и да разговараме, предпоставав дека ќе го спомнеме Назим Хикмет, Орхан Великан, Јахја Кемал Бејатле, нашиот роден во Скопје, и еден ред други, да не збориме Фузули и оние стари поети како кој беа Јунус Емре. Да. Што и кој од нив, освен Назим Хикмет, бидејќи Назим Хикмет носи огромна една порака, кажи ми ти повеќе за... Тоа почна сосема случајно. Забележав дека постои една празнина во нашиот превод, односно малку се преведуваат турските поети, а мислам дека турскиот јазик и како сензибилитет е доста интересен за поезијата и навистина има една плејада на поети кои се универзално признати и навистина будат чувства на било кој јазик. И сосема случајно така почнав на некој начин како една медитација да ги преведувам на македонски јазик. Исто така ги споделував по социјални мрежи со луѓе што знам дека сакаат поезија. Добив исто интересни критики, позитивни критики, ме мотивира да продолжам. И тоа ден денес ми представува како една медитација. Има издадено веќе некој или не? Не. Не, како книга не. За сега не. Да, треба тоа да се направи. Јас едно време размислував, бидејќи во сите мои преводи што ги имам направено низ годините, никогаш не сум преведел како турколог, никогаш немам преведено турска книга. И сакав исто да преведам поезија, ама не знаев што, кога и да отворам нешто, веќе е преведено. Така што има преводи, само што не се наоѓаат, се појавуваат во НУП, ги има во библиотеката, ама не можеме да ги најдеме. Обично некои се многу стари изданија, од 50-тите, 60-тите. И Хамиемин на времето што преведува и тоа. Но интересно е бидејќи знаете поезијата е доста субјективна. И треба да се препе одново. Да. Тоа одново се раѓа поемата и можеби ќе фатиме некој поинтересен момент што ќе изнуди одредена емоција. Точно, се сложувам сосема со тебе за тоа. Во моментов ја подготвуваш во турскиот театар Ичин Декилјар или кај нас Оние внатре ја преведовте убаво. Да. Ми се допаѓа Оние внатре. Од турскиот поет и драмски автор Мелих Џевдет Андай. Која ти е идејата, која ти е целта, зошто се одлучи за оваа драма која што е веќе многу прикажувана во Турција, нели? Ако не... Да, Оние внатре, како што рековте на македонски, Ичин Декилјар од Мелих Џевдет Андай, се смета за еден од најважните драмски дела од поновата турска драматургија. Доста ценет автор и поет, брилијантен ум.
Кај нас ми се чини дека Мелик Џевдет Андай не е поставен, ако не се лажам. Не, јас не сум чул. Ичердекилер дефинитивно не е Ја поставен. Ичердекилер зборам како состојка Ичердекилер, Да. така. Станува збор за едно дело кое повторно се занимава со темата слобода и општествените девијации, но исто така е интересно што можеби некој тоа дело ќе го чита само како еден општествен драмски Феномен, текст, да. но од друга страна се среќаваме со едни ликови кои имаат навистина на доста длабока психологија и нивните односи и човечки и општествени се многу интересни за поставување на сцена, а и влегуваме во една фаза во светот каде што слободата е веќе ограничена во широки географии. Имаме стотици новинари кои се во затвор, стотици интелектуалци, писатели кои се во затвор само заради нивните идеи, дела, ставови и слично, и затоа мислам дека е вистински момент да се постави Ичердекилер, посебно во Македонија, на турски јазик, и да уфатиме еден регионален контекст и Турција и Балканот и ние како земја, каде што овие теми се секогаш предизвики се интересни. Размислувате ли да има, еве ако не сега, додека сте во нели како гости во театарот комедија, односно вие како ваша матична куќа во моментов, да има титли, да има превод на делата, да можат да гледаат и луѓе што не зборуваат турски јазик? Кај нас тоа веќе долго време се практикува. Се практикуваше, јас кога бев студент, имавме. Се уште се практикува, да, сите представи одати со македонски титул. Супер. Сега понекогаш тоа можеби не е многу практично за следење. Сум се трудел јас понекогаш да гледам преку титул и да видам дали нешто губи гледачот во текот на представата. Се разбира дека тоа понекогаш е проблематично, доколку имате особено некоја сцена каде што бара повеќе концентрација од гледачот, знае тоа да биде проблематично. А и сепак има импровизација, нели, некогаш од актерите, така што може да излезе од текстот. Тоа е една добра алатка и се разбира една добра представа, понекогаш знае да ги руши тие јазични бариери, па дури да не го разбирате јазикот, доколку е представата добра, убедлива актерска игра, вие веќе се губите во таа приказна и станувате дел од тој јазичен свет. Кога веќе споменавме титли и нели титлување на една представа, дигитализацијата и прегеска споменавме зема се поголем замав, па дури виртуелната вештачката интелигенција. Колку кај нас во театарот се користи дигитализација и осовременување, или колку очекувате да се користи во новиот театар барем? Во МНТ знам дека имаат доста добра сценска техника. Во другите театри не би рекол дека имаме сјајни услови од театар. И драмскиот е веќе прастар. Па да, практично тие се мобилни згради кои тогаш се изградиле за краток период, но ете и после 5-6 децении уште ги користиме, а техниката многу брзо се развива, многу брзо се појавуваат нови форми на изразување кои бараат инвестиција во тоа поле. Сега за сега тоа споро оди кај нас, но се надевам дека во иднина ќе имаме можност и ние да експериментираме, да бараме нови форми на изразување. Сите оставаме некаков белег со професијата, дали било да сме професори, актери, пејачи, режисери. Ти, што значи за тебе да си режисер и што мислиш дека можеш да имаш како влијание, како еден белег што би го оставил на ете генерации кои што се твои современици, па и актери? Режисерот мислам дека има една моќна алатка, тоа е што кога гледачите доаѓаат да ја гледат вашата представа, вие имате понекогаш 90 минути, 2 сати, 3 сати, колку и да трае представата,
време да си ги кажете своите ставови, пораки. И доколку јас како режисер би успеал барем на еден од тие гледачи да му овозможам нов видик, да размислува на поинаков начин, да му разбудам одредени емоции кои понатака ќе му служат нешто во животот, колку и да е минорно тоа, мислам дека јас би бил успешен во мојата професија и секогаш јас се тежнеам кон тоа на крајот од представата дали барем една од моите пораки ќе стигне до публиката, дали ќе разбуди чувства, бидејќи доколку не постојат емоции и чувства, нема и поента во тоа што ние се занимаваме со уметност. Пред да стигнеме до крајот, сакам да ти подарам една моја книга. Ти благодарам тебе за твојата книга што ми ја подари пред почетокот на емисијата. Нема подобар поклон од книга. Да, мислам дека ќе уживаш. Ќе видиш, не ти кажувам сега, ќе ја прочиташ и баш ќе ми кажеш што мислиш. Кажи ми за да те прашав од каде црпиш инспирација, сакаш филозофија, сакаш нели овие сите нови случувања што се на Балканот и ти будат нели и инспирација и желба да направиш нешто со својата работа. Дали имаш некои филмски или други режисери и сценски, театарски што имаат некакво влијание на тебе или што ти оставаат белек или ги следиш и велиш да, ова ми се допаѓа, слично е на мене или сакам да сум ваков. Тука се разбира дека има премногу автори што ме инспирирале и ден денес ме инспирираат. Би ги набројал Ингмар Бергман како еден и филмски и театарски режисер, еден мислител би рекол на филмот. Кишловски исто мене ми е еден од по омилените режисери, режисерите од новиот бран на францускиот филм, исто така со нивната слобода, со рушењето на табуа и бариери се исто инспиративни. Фелини морам да го напоменам бидејќи неговиот филм Ото е Мецо, 8,5 е можеби филм што е еден од причините што јас сум одлучил да студирам режија. Колку убаво. Точно француските, например, се препознаваат. Француски филм, ти гледаш на телевизија, има филм и викаш без тон и викаш ова мора да е француски филм. Боите, значи целиот сензибилитет се гледа во секоја сцена, како што се гледа на Ферзано Спетек, мене ми е омилен Ферзано Спетек, или се познава дека е ова Алмодовар, се познава ова дека нели сите имаат имаат еден авторски белек јак кој што оригинален се гледа. Каков си приватно, нема да ми остане време да ти поставам многу прашања што сакав да ти поставам, ама во некоја друга прилика ќе зборуваме пак. Каков си приватно? Што те прави среќен? Што сакаш да слушаш како музика? Како музика сакам да слушам најмногу рок, прогресивни музики, но секогаш сум отворен на нешто ново. Сакам и доста така непознати автори да откривам, музички автори од различни географии, култури, бидејќи тие ме инспирираат понекогаш и за на сцена. Иначе приватно сум веројатно човек што е задоволен со мали работи, ме прават среќни такви мали ситници во животот, да ги имам своите блиски околу мене, своите пријатели, да можам слободно да уживам во еден филм, во една представа, да можам да посетувам некаков музеј каде што ќе уживам да се губам во тие соби и така. Ова ќе го сметам и како нешто што ни го кажуваш за крај. Чок teşekkür ederim. Ти се заблагодарувам многу за учеството. Вам ви посакувам убава, пријатна вечер. Се гледаме следната недела во истото време во 18:30 часот. Трафика, репризата е во секој четврток во 13:30 и на YouTube каналот Ненад Велковски. Бидете среќни и насмејани како секогаш. Довидување.